Интересна и помалку неочекувана ситуација се случи за време на настап на познатиот српски пејач Владан Савич, фронтменот на Магла бенд, кога девојка од публиката реши да му подаде ливче со својот телефонски број директно додека беше на сцена. Настанот веднаш привлече внимание, особено поради реакцијата на пејачот, која многумина ја оценија како симпатична, но и јасна порака. Имено Владан и приде на девојката го зема ливчето и по неколку секунди свати дека станува збор за телефонски број. Наместо да го игнорира моментот, тој се насмевна, а потоа и ја покажа бурмата, со што недвосмислено стави до знање дека е оженет и дека не е заинтересиран. По ова ливчето го предаде кај свој колега од бендот, продолжувајќи го настапот како ништо да не се случило. Снимката од овој момент брзо се прошири на социјалните мрежи, каде корисниците не штедеа коментари. Еден од најсподелуваните гласи: "Објасни дека е оженет, ама бројот не го фрли", што дополнително ја засили хумористичната страна на целата ситуација. Инаку сопругата на Владан Савич ретко се појавува во јавност и избегнува медиумско внимание, што како што самиот пејач има изјавено е нивна заедничка одлука. Сепак таа повремено присуствува на неговите концерти и му дава поддршка од публиката. Ламбе, како горд татком, сподели фотки од настапот на постариот син Михаел на концерт во Виена, но и една на која целото семејство Алабаковски е во градините на палатата Шонбрун. Ламбе Алабаковски, кој долго време го чува својот приватен живот за себе, ги изненади следбениците на Инстаграм со последната објава. Ламбе сподели фотографија со сопругата и децата, една од ретките семејни фотки откако пред неколку години се вратија во Македонија. Тие се во Виена, каде што постариот син Михаел свиреше на концерт на пијано во познатата концертна сала Н-бар Сал, додека Ламбе, неговата сопруга Магдалина и помалиот брат Михаел го бодреа. Гордиот татко сподели фотки од настапот на Михаел на Инстаграм стори, но и една на која целото семејство Алабаковски е во градините на палатата Шонбрун. Во рамки на програмата за култура на Општина Центар на 29 април пијанистката Дуња Иванова ќе одржи концерт под отворено небо со почеток во 19 часот на скверот за убави малски дружби пред платото на Општина Центар. Концертот носи внимателно селектирана програма составена од дела на минималистички и современи, исклучително значени автори. Преку суптилна експресија, повторливи структури и длабока емотивност, оваа музика нуди поинакво доживување, простор за внатрешен мир, фокус и поврзување со моментот. Настанот има за цел да ја доближи современата класична музика до пошироката публика и да создаде интимна атмосфера во урбан простор, каде уметноста станува дел од секојдневието. Тапанарот Гарот Авитјан презентираше едукативно-музички материјал за македонските ритми на најголемите светски тапанарски платформи, со што 7/8-скиот такт и традиционалните ритми за првпат добиваат јавно достапна презентација на глобално ниво. Станува збор за авторски видеолекции, нотни транскрипции и стручни објаснувања кои се објавени на платформите Drummer World, Zelgian, Drum Trainer, Drum Dog of Beat и други. Во нив Авитјан детално ги објаснува македонските неправилни ритми со акцент на тактот 7/8, неговите акцентски поделби и практичната примена во современото тапанарство.